ВМРО ДПМН низ соопштение се сомневаат, односно прашуваат дали Филипче директно влијае на онколошката криза преку познатата веледрогерија. На истата тема партијата одржи и пресконференција. Јавното обвинителство не треба да молчи и треба да постапи во случајот со онкологија. Не сме цела држава да биде заложник на мафијата на смрт. Додека пациентите на онкологија чекаат терапија, мафијата на смртта, поддржана од Венко Филипче, трие раце за профит. Со години, мафијата на смртта, предводена од веледрогеријата доктор Пановски, книжи енормни заработки и ги уценува Фондот за здравствено осигурување и Министерството за здравство. Тоа е истата онаа веледрогерија, собственост на таткото на блиска соработничка на Венко Филипче. Венко Филипче и СДС политички ја штитат оваа мафија, која всушност самите низ годините ја создале. Го повикуваме јавното обвинителство да не чека и да се заинтересира за случувањата на онкологија. На овие обвинувања Филипче со одговор. Сакам да го прашам ВМРО ДПМН и Рашела Мизрахи зошто го направивте и го правите ова. Дали е толку битна политичката хајка против мене? Дали толку вреди ако сте процениле дека сте имале некаков политички бенефит? Дали има нешто позлобно од тоа да се прикрива вистината за еден таков грозоморен случај за политичките поени и да се кријат докази? Почитувани, очекувам итно да излезат и да се извинат на целата македонска јавност и до мене, и Рашела Мизрахи, и ВМРО ДПМН, што ја донесоа јавноста во заблуда и го оцрнија моето име. Очекувам истовремено и обвинителството да се изјасни за овој дел од овој скандал.